أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека салават и селам на неговиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Возвишеното Суратул Бакара, знаеме дека исполнато со многобројни хабери и вести, посебно за поранешните народи, во кои има огромни поуки, а исто така и опомени. Меѓу тие вести и хабери е и она што Аллах Азза ва Џелле ни го пренесе за Сулейман алейхи салату вассалам, кој Аллах Азза ва Џелле прво го спомнува во 102-иот ает од ова возвишена сура, во кој ает исто така Аллах Азза ва Џелле ни зборува за она што шејтаните го ширеле за време на неговото владење, за време на владењето на Сулейман алейхи салам, обвинувајќи го дека се занимавал со магија. Евреите ове го презеле од овие џини, од овие шејтани, па Аллаховиот веровесник го прогласиле за неверник, се додека возвишениот Аллах Азза ва Џелле не го очистило тоа лажно нивно обвинување во ова објава што му е спуштен Аллаховиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, и тоа токму во овој курански ает. Што се однесува до тефсир на овој курански ает 102-иот, иншалла ќе го оставиме за следната недела, а денеска иншалла ќе се дружиме со нешто кратко од животот на Сулейман алейхи салату вассалам. Аллаховиот веровесник Сулейман алейхи салату вассалам е син на Аллахов веровесник. Син на кого? На Давуд алейхи салам. Син на Давуд алейхи салату вассалам. Сулейман бил даруван од страна на Аллах Азза ва Џелле со големо знаење, со голема мудрост, а исто така му била дадена и голема и огромна власт. Велит Аллах Азза ва Џелле: "Кала Рабби гфир ли ва хаб ли мулкен ла јенбаги ли ахадин мин баъди иннека антал ваххаб." Тој Сулейман алейхи салам рече: Господар мој, прости ми. Пазите го овој збор. Пред да барат од Аллах Азза ва Џелле нешто, прво што барат е опрос од Аллах Азза ва Џелле. Господар мој, прости ми и подари ми власт каква што никому после мене нема да му припадне. Никој нема да има ваква власт. Навистина ти си дарителот. Муџахид рахимехулла рекол: со светот владееле четворица, двајца верници и двајца неверници. Што се однесува до верниците, тие биле прво Сулейман ибн Давуд, Сулейман алейхи салам, син на Давуд алейхи салам, и вториот ذулкарнейн. А што се однесува до неверниците, вели Муџахид рахимехулла, првиот бил Ен-Немруд ибн Кенаан. Кој бил, во кое време бил? Во времето на Ибрахим алейхи салам. Во времето на Ибрахим алейхи салам, со она позната расправа која Аллах Азза ва Џелле не имат пренесено во исто така во Суратул Бакара. И вториот Муџахид е Бухтунесар, а тоа бил владар кој го освоил Ерусалим, го разумал градот и храмот, и исто така бил причина за масакар или за големо убиство на Бену Исраил, кој денесниве исламски учењаци го викаат првиот Хитлер. Првата случка што му се десила на Бену Исраил, што биле убиени скоро до последен, биле од Бухтунесар. Па рекле втората реда од Хитлер, а третата реда Аллах знае кога ќе биде. Иншалла што поскоро. Се пренесува дека
Аллаховиот веровесник Сулейман алейхи салату вассалам бил роден во Палестина. Ова е јасно. Но веле некој дека бил роден во Газа посебно. Дека бил роден во Газа. Како што велите Абул Јаман ал-Улейми рахимахуллах, кога Газа не би имала друга чест освен тоа што во неа се родиле Аллаховиот веровесник Сулейман и имам кој се родил во Палестина, имаме Шафија рахимахуллах. Па рекал да само ове да беше било доволна чест за Газа. Исто така се вели ти второ, мислам дека се родил во Куц посебно и дека таму пораснал алейхи салату вассалам. Во книгите историски не е прецизно наведено кога е роден Сулейман алейхи салам, но се пренесува дека живеел само 52 години. По смртта на Давуд алейхи салам, неговиот татко, кој возвишениот Аллах азза ва џелле го испратил кај Бену Исраил, Аллах азза ва џелле го избрал на Сулейман алейхи салам за веровесништво и му дал власт и управување на ова земја. Па вели Аллах азза ва џелле: "Ва вариса Сулейману Давуд ва кале ја ејуха ан-насу улlimna мантиqa at-тайри ва утина мин кулли шеј инна хаза лаху ал-фадлул мубин." И Сулейман го наследи Давуд. Го наследи во што? Во имот? Го наследи во пратеништво. И рече: "О луѓе, научени сме да го разбираме говорот на птиците." Една од власта што имал и од муџизите, тоа што го разбирал говорот на животните. И дадено ние од се, на вистина ова е очигледен благодет. Па Сулейман алейхи салам, како што живел во Бейтул Макдис, во 4-та година од своето владење, започнал со изградба на Бейтул Макдис и таму останал се до неговата смрт. Сулейман алейхи салам се одликувал со многобројни возвишени особини, помеѓу кои биле храброст, мудрост, добро управување, па затоа внимателно и прецизно го управувал со своето царство, а исто така бил познат по прецизно пресудување во споровите помеѓу луѓето. Од неговите карактеристики е постојана благодарност кон возвишениот Аллах азза ва џел. За свека благодет што имал, му се заблагодарувал на Аллах субханаху ва таала. Исто така е праведност, богобојазливост и имал посебна способност за разбирање. Имал преголемо разбирање, кој исто така му помогнало успешно да управува со своето царство и да го унапредува. Исто така од неговите својства доверливост во неговото владење и воздржаност при донесувањето пресуда за оној што ќе му се спротивстави или ќе осуди некоја негова постапка. Една од неговите муџизи и власт е тоа што возвишениот Аллах азза ва џелле му го подчинил ветрот на Сулейман алейхи салам за со него да пренесува војска, опрема и се што ќе посакал. Ветерот со Аллахова дозвола се движел лесно и брзо. Па вели Аллах азза ва џелле: "Вали Сулейман ар-риха гудуha шахр ва равахуha шахр." А на Сулейман му го подчинавме ветерот. Неговото утринско патување од сабајле до ручек траеше колку патување од еден месец, а исто така и вечерното патување колку еден месец. Имаме Табери рахимахуллах, пренесува од Ибн Зейд, кој вели, објаснувајќи го овој курански ајет, вели дека Сулейман имал голема дрвена платформа со 1000 делови, а во секој дел имало по 1000 простории, во кои со него патувале луѓе и џинни. Под секој дел имало по 1000 шејтани, кои заедно со силниот ветер ја подигнувале таа платформа на Сулейман алейхи салам. Кога ќе се издигнела, доаѓал благиот и поволен ветер и ја носел заедно со сите тие што биле на неа, така напладне пристигнувал кај народ до кој вообичаено се патувало еден месец, а навечер кај друг народ оддалечен исто така еден месец патување. Па затоа луѓето најдено забележувале дека на нив се надвисне со својата војска и со своите чети. Ова е едно значењата на овој курански ајет, како патувало од едно место до друго, у кое во основа би се патувало еден месец. Вели Аллах азза ва џелле во друго место:
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. А на Сулејман му го починивме силниот ветер, кој по негова наредба дуваше кон земјата што ја благословивме и ние за се знаеме. Што значи дека ветерот се движел по наредба на Сулејман алейхи салату вассалам, и со него, со Аллахова дозвола, се насочувала водата, се движеле облаците и се извршувале многу корисни и други работи што придонесувале за напредок во неговото царство. И ова навистина еден од најголемите благодети на Сулејман алейхи салам. Но најбитно е да размисли човек за довата што претходно спомнавме, каде што Аллах азза ва џелле вели дека Сулејман алейхи салам рекол: Господару мој, прости ми. Господару мој, прости ми и подари ми власт каква што никому после мене нема да му припадне, што значи дека прво што му се обратил на својот Господар е со барање на опрост, покажувајќи дека он е благодети што ги имал, не и заслужил сам по себе, туку ова е дар и поклон од Аллах субханаху ва таала. Па после теја побарал оне што го посакувал. И на крај довата завршил со Аллахово име, што најмногу одговара за ове негово барање, а тоа е иннека ентел вахаб, ти си навистина дарежлив, дарител. И затоа веќе довата е еден од најголемите ибадети и приближување кон возвишениот Аллах азза ва џелле. И затоа оние кои имат потреба, најбој да го следит овија пот, кој е пот на свите Аллахови пратеници. Покрај ветерот, возвишениот Аллах азза ва џелле му дал и други чуда на Сулејман алейхи салам, кои не му биле дадени на ниту еден пратеник, ни пред него, ни после него. Му починал извор од растопен бакар, од кој се изработувале разни садови, украсни предмети и други големи дела, а исто така џинните биле задолжени непрекинато да работаат за него. А на оној што ќе му се спротивставил од џиноите, му била упатена закана со казнување во жарениот оган. Како што Аллах азза ва џелле вели: وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. И му дадовме извор од растопен бакар, а од џинните имаше такви што работеа пред него со дозвола од неговиот Господар, а он е од нив, од овие џинови, што ќе одстапеше од нашата наредба, ќе му дадовме да го вкуси казнувањето во распламтениот оган. И велит Аллах азза ва џелле: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Тие му изработуваа што и да посакаше Сулејман алейхи салату вассалам. Знаеме дека џиновите по природа имат кои се многу снажни и јаки. Па велит, му изработуваа што и да посакаше Сулејман алейхи салам: градби, статуи, големи садови како корита и неподвижни котли. О семејство на Давуд, работете благодарејќи му на Аллах азза ва џелле, а малкумина моите робови се вистински благодарни. Во други ајет возвишениот Аллах азза ва џелле вели: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. А меѓу шејтаните имаше и такви што нуркаа за него и извршува и други работи, а ние ги држиме под надзор. Сулејман алейхи салам, што значи ги насочувал џинните кон работи што му користеле за неговото царство. Па една група од ними била задолжена за градење на разни занетчиски работи, а друга група на џинои биле задолжени за нуркање во морето и ваделе бисери и разни видови на морски украси. Свето ова е благодет од возвишениот Аллах азза ва џелле. Сулејман алейхи салам сакал пред луѓето да ја покаже силата на својата војска, за да им укаже на големата моќ со која Аллах субханаху ва таала го дарувал.
Па велит Аллах азза ва джал: "Ва хушира ли Сулейман джунудуху минал джинни вал инси ват тайр фахум юзаун." И пред Сулейман беа собрани неговите војски од джинни, луѓе и птици. Па беа распоредувани во строј. И ове представувало голем приказ на војската на Сулейман алейхиссалату вассалам. Прво минувале луѓето во групи, а потоа после нив джинните, а потоа птиците кои летале на него и го заслонувале од сончевата жештина, и секоја група се движала според својот ред и според својот вид. Се додека не стигнале до долината на мравките, за која случка иншалла ќе стане посебно говор, пошто знаеме дека во врска со Сулейман алейхиссалам има неколку случаи со кои Аллах азза ва джалле имат известено, но иншалла све која ќе се дојде во своето време, ако Аллах азза ва джалле дај здравие и живот. Една од работите што тврделе джинните, брече, е теа што тврделе дека го познаат гајбот. И со тоа ги заплашувале на луѓето. И затоа возвишениот Аллах азза ва джалле сакал токму преку смртта на Сулейман алейхиссалам да ги направи јасна поука за луѓето. Смрт која била необичаена, исто како што и неговиот живот бил необичаен. Возвишениот Аллах азза ва джалле го пише во овој настан со смртта на Сулейман алейхиссалам и вели: "И кога му ја одредивме смртта, ништо не им укажа на неговата смрт, освен едно земно животно што го јадеше неговиот стап. А кога тој падна, на джинните им стана јасно дека, доколку го знаеле гајбот, немало да остана толку долго во понижувачка работа." Во тој период, Сулейман алейхиссалам им наредил да го градат на Бейтул Макдис, но тие не знаеле дека Аллах азза ва джалле му ја земал душата на Сулейман алейхиссалам. Тој останал подпрен на својот стап и така останал до кога? Све додека цорвите не го изеле неговиот стап, а така паднал на неговото место. И тога вишле джиноите дека тој веќе преселен. Па затоа велет да го знае гајбот како што тврде, че знае дека Аллах азза ва джалле веќе му има зедено душата. И ове преочигледно пред луѓето му станало јасно дека тие се само лажливци и дека не го знаат гајбот никој освен Аллах азза ва джалле. Значи Сулейман алейхиссалам рече живеел само 52 години, кој по смртта на својот татко Давуд алейхиссалам е презнал неговата власт уште од млади години и управувал со Бену Исраил 40 години. Се одликувал, како што споменавме, со многу предности. Во Аллаховата книга Сулейман алейхиссалам е спомнат 16 пати и тоа во 6 сурија. Прва е суратул Бекара, која се односи токму овој курански ајет. Исто така во суратул Ен'ам, суратул Енбија, суратул Намл, суратул Саба и суратул Сад. Во овие суриња е спомнат Сулейман алейхиссалам. А исто така го има спомнато и Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам во еден хадис кој го пренесува Бухари радијаллаху анху, дека Аллаховиот пратеник алейхиссалату ва салам рекол: "Синоча, еден силен джин, ифрит од джин, ифрит значи джин кој е премногу силен, кој има преголема моќ. Па ми велит ми се нафрли джин силен кој сакаше да ми го прекини мојот намаз. Аллах азза ва джалле ми овозможи да го совладам, па го зедов и посакав да го врзам за еден од столбовите на џамијата, за сите да можете да го видите. Но тога се сетив на довата на мојот брат Сулейман: Господару мој, подари ми власт каква што никому по мене нема да му припане, па затоа велит го пуштив понижен и отфрлен." Подчинувањето на джиноите било дел од власта што Аллах азза ва джалле му е дал на Сулейман алейхиссалату вассалам, и поради тоа Аллаховиот пратеник алейхиссалам се откажал од намерата да го ворзи джиннот и го пуштил понижен и протеран, откако не успел да му наштети и да го одвлечи од намазот на Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Ова браќа нешто кратко што се однесува за ова Аллахов веровесник, за кој има доста други случаи, но реком иншалла кога ќе дојде своето место во тие курански ајети, го молиме на возвишениот Аллах азза ва джалле да ни уцврсти на неговата вера, го молиме на Аллах азза ва джалле да ни дај
да ни го објасни правиот пат, да го засакаме и да работаме по него, и го молиме на Аллах Азза ва Джелле да ни го разјасни оние патишта со кои тој не е задоволен, да ни замурзит и да ни оддалечит од ними, и го молиме на Аллах Субхану ва Таала да ни седини во Џеннетул Фирдеус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин ва салаллаху ва салам ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи аџмаин.